Токму така, почитувани слушатели и гледачи за оние кои не следат преку Facebook мрежата на Радио Лидер, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Лидер на неделата за овој петок, 11 јуни 2021 година. И овој петок направивме избор на Лидер на неделата. Станува збор за македонскиот таеквондист и освојувач на А норма за летните олимписки игри престојни во Токио. Тоа е Дејан Георгиевски. Во ова издание на Радио Лидер ќе говориме за неговиот огромен успех, успехот кој го донесе на Република Македонија да биде првиот македонски таеквондист кој успеал да обезбеди олимписка норма во 21 година постоење на овој спорт како олимписка дисциплина. Но и ќе позборуваме за подготовките за неговото престојно спортско надпреварување во светот. Дејан, добре дојде во Радио Лидер и ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш со нас денеска и покрај тоа што полека се ближи спортскиот настан, олимписките игри во Токио. Нам може би не изгледа далечни за месец дена, но верувам кога треба да се подготвиш да бидеш во најдобра норма, периодот е краток, или не? Пред се добро најдов и ви благодарам на вас исто што ме поканивте. Па ние долго време го чекаме и овој месец дена брзо ќе поме сигурно, бидејќи имаме и подготовки, ќе патуваме плюс и према Токио ќе тргнеме порано. Како што кажав, подобро време се припремаме, веќе ни се гледаат на близко олимписките игри и ние сме подготвени за тоа. Нашата емисија се вика Лидер на неделата, па и во тој дух на самиот почеток ќе те прашам. Лидер се создава или лидер се раѓа? Па јас мислам дека и двете работи влијаат на тоа, бидејќи лидерот и да се роди лидер, после тоа без работа, без многу дисциплина и многу други работи што следуваат со тоа, не може да се стигне до лидерската позиција, бидејќи, како што кажав, без работа нема ништо. Так. Кога за прв пат Дејан се заљуби во овој спорт? Па тоа беше во основното училиште, Свети Климент Охридски, каде што моментално тренирам. Клубот Бутел е тоа, така? Клубот Бутел, да, ние имавме голем одмор и имаше демонстрации, одржуваше тоа што во клубот Бутел. Јас и брат ми видовме. Тоа премногу не се засвига, бидејќи беше премногу интересно и многу убаво изгледаше. Решивме да пробаме и ете, до ден денес останав таму во тој клуб. Некаде прочитав дека твојот брат ти е еден од најголемата поддршка за да продолжиш овие години наназад, да ги нижеш овие успехи кои ги постигнуваш. Па да, и мојот брат и мојата сестра, инаку и сестра ми е јуниорски светски јуниорски носител на бронзен медал и брат ми секако, тој е балкански шампион, но како што кажавте, тој повеќе внимание обрнуваше на нас двајца и повеќе енергија се трошеше на нас отколку на самиот себе. Секако многу пати кога сме биле помлади, како што кажав, почнавме да тренираме во основното училиште, јас кога сум се подмислил некоја дали идам на тренинг, дали не, он цело време бил тој што викал нема откажување цело време и он ми за тоа најголема мотивација и највеќе ми ја поддржувал. Ги сподели ли сега дека твојот брат е лидер во вашето семејство во однос на таеквондо, бидејќи он е тој што ве води и тебе и сестрата да... Па он е лидер во нашиот клуб. Он е лидер во нашиот клуб, да, бидејќи он е капитен и он е одговорен за сите нас, така да и исто во нашето семејство мора да биде тој. Некој да ти кажеше Дејан дека уште кога беше помал, еве уште твоите почетоци, дека еден ден ќе ја представуваш македонската таеквондо репрезентација на олимписки игри, ке поверуваше? Па мислам дека не, тоа кога сум бил помал, но веќе кога станав јуниор, моите тренери веруваат дека ќе направат олимпиец. Тоа не значи дека ќе бидам јас, секако верува и бидејќи јас многу верувам, бидејќи све што правело сега било на прав начин. И после тоа видов и самиот се уверив дека јас сигурно дека ќе учествувам на олимписки игри и да не беа овие олимписки игри во Токио 2020, јас бев сигурен дека за 2024 веќе ќе бевме влезени и уште сега сум сигурен дека од 2024 во Париз нема да идам сам, туку ќе идат повеќе од таеквондо, бидејќи имаме доста квалитет
и тоа сигурен сум дека ќе биде така. А за во Токио 2020 така се нагласнали, моментално сме 2021. Така? Уште во 2018 година кога станав европски сениорски шампион, јас уште тогаш најавив дека ќе обезбедам норма за олимписка, ќе обезбедам олимписка норма и евентуално го остварив, но не мене само живота таму да учествувам, туку нормално и да донесам златен медал. Така, го донесе златниот медал на кога стана европски шампион 2017 година, поправиме ако грешам, и од тогаш почна аспирациите за да се дојде на Олимпијадава. Тоа беше маткотрпен пат кој што колку 4 години трае? 4 години, да. По 2017 тогаш почнав себе и јас тогаш како сениор почнав да собирам веќе поени. Пред тоа и не може да собирам поени за олимписките игри. Ке треба и ние и онака бевме малце скрати, за олимписки игри се собира 4 години поени, ние собиравме 3 години, бидејќи почнавме во 2017, јас почнав како сениор и 3 години собирав поени, мада нема врската на квалификациите, успева се да се квалификувам, инаку све тоа почнав уште во 2017, јас пред да станам европски сениорски шампион. Земав трето место на европско до 21 година. И веќе тука почна моите успеси во последните 4-5 години и од тогаш до сега имам 5 европски медали, медалот ми е трански игри, неколку пати балкански шампиони и многу други награди. Да, тоа се кронисува со учество во Олимпијадата. Што е најважно кога е лидерството во прашање, во случајов кога си таеквондист? Добра физичка подготовка, редовен тренинг или треба да ги имаш предиспозициите за да се занимаваш со овој спорт кој што еве сега за оние слушатели кои што можеби се запознаваат или само чулет за боречкава вештина таеквондо, е вештина во која што се употребуваат рацете и нозете. Така да. Предиспозиции не се толку битни, бидејќи колку сте вие високи, колку килограми имате, тоа ќе се одреди во која категорија ќе се бидете. Да. Инаку другите работи треба бидете, како што кажа, и психички и физички спремни, секако и психички премногу, бидејќи со тој стрес и со многу притисоци што доаѓаат само по себе после на такви големи надпревари, мора да бидете психички спремни, секако редовно на тренинг, тоа се подразбира под прво, нема роден ден ми е, треба да се излезе, нема кај нас тоа. Редовноста е пред све, дисциплината е пред се, само треба да се слушаат тренерите што ви кажуваат, да работите премногу, да бидете посветени, да целите према точка каква е препрека да дојде во животот, да сигурно ќе дојде, а ако не дојде тоа не е добро. Значи што мора да има некои препреки и да не се откажувате до крај и да верувате во себе. Јас сум сигурен дека тоа ќе ве донесе до тоа што го постракувате. Во однос себе повторно околу лидерството ќе разговараме. Вели лидерот и стравовите. Постојат каде стравовите пред да излезе на партнеров со противник? Не, знаете како, тоа со тек на време се навикнувате на тоа и добивате некоја победнички дух, добивате со тие надпревари. Ние уште од мал тренирам и немам некој таков страв, но се случува некој пат страв од победа. Тоа многу чудно звучи маце, тоа е стравно бидејќи сакате да победите, гледате пред себе и тоа не се случува да се знае да се случи некогаш и не се фокусирате на првата борба, туку гледате што понатака уште вие не сте завршиле првата, мислите на финалите, тоа некој пат е грешка, но ретко се случува така страв од победа. Треба да си иде, нели, борба по борба, еден противник еден да се чистат полека, како што тоа го правиме сегаш, но како што ви кажав, се случува некогаш таков страв да има страв од победа. Така, има некој ритуал да имам посебен пред надпревар? Па не, јас имам некои посебни ритуали, тоа не би го кажал вака јавно. Добро, стануваат твои лични, така? Тоа се мои лични ритуали. Инаку цело време до пред надпревар си тренираме фокусирано. Ден-два пред надпревар, кога ќе отидеме таму, исто таму си правиме тренинзи, фокусирани сме на тоа и така. Така. Во твојот пат до овој успех, во клучната борба на пласман за летните олимписки игри, ја одработивте со повреда на прст. Уште на првата борба на квалификациите, кога го почувствувавте дека имате повреда во тој момент, постоеше ли страв некој дека ја не можам да довршам ова работа, или буквално тргнати бевте дека ќе го освоите тој шампионат во Софија, кој што беше практично влез во Токио? Така, да, па повреден бев повреден, да, уште имам повреден моментално. Пред 3-4 дена почнав на терапија за да го средиме прстот да биде како што треба.
Сум имал и поголема повреда и со поголема повреда сум продолжил да се борам, така да сега бев навикнат. Знае веќе како е тоа, имаше болки преголеми, но јас се подготвувам веќе 3-4 години, 4 години за овој надпревар и ме делеше мене една борба од мојот сон, од моето тоа што успеа да го достигнам и реков не ни помислив на ниеден момент дали да се откажем и што ако требаше ќе лазев таму, немаше шанси да во таа борба што одлучуваше да се повлечем, да кажам нема шанс, не можам со една нога, прстот ми е повреден, така да не постои тоа кај мене. Тоа беше финалната борба со азербеџанецот. Тие се добри во овој спорт? Па да, и тие се премногу добри и плюс тој е актуелен олимписки шампион од претходните олимписки игри. Да, тој беше прв на олимписките игри во 2016 во Бразил. И тоа ми беше и поголема мотивација да го победите и плюс ќе видите до кај сте. Мислам до кај сте со тоа што го успеав, јас видов да у која форма сум јас моментално, а ми беше голема мотивација бидејќи ќе даде поголемо значење на мојот успех и само по себе кажу дека квалификациите беа пеколни, имаше преголема конкуренција и баш ми мило што се борев и со него. Што ви порача на крајот од борбата Радик Исаев? Па ништо, знаете во тој момент лути се оние кои ќе изгубат во тој момент? Па зависи кој, некогаш да, некогаш нема, тој не може да биде лут, тој има преголема кариера, европски, светски шампион, олимписки шампион. Не е таков тип, не ни прозборевме ние после борбата, јас одам истражав на моите тренери, воземав знамета таму до емоциите беа преголема, дури да ми каже нешто, јас тоа не би го регистрирал бидејќи тако беше моментот. Одлично. Што треба да поседува еден млад човек за да почне по вашите стапки? Само треба да почне да тренира и да сака да верува тој, да сака да го прави тоа. Не да го прави бидејќи му кажале неговите родители или било кој, ако сака сам ќе успее во било што, не треба да има ништо. Со тек на време тоа ќе си го стекне и све што да треба од опрема понатака ќе му дојде. За да почнете да тренирате теквондо не ви треба ништо, само треба добро, не постојат ке вас не постоеле не знам искушенија, мигови кога ќе речете ова навистина го не можам или не сакам или невозможно ми е да го достигнам. Па не, како што ви кажав, кога постана веќе сеньори, пред да станам сеньор неколку години пред тоа, јас бев фокусиран, знаев дека можам да успеам, бидејќи како јуниор имав доста долг период каде што немав изгубено борба и само по себе тука видов дека можам, дека ќе успеам и не ми дошло до тоа некој пат да се откажам до тоа тешко. Сега дека имало тешки моменти и на припреми и тука во Скопје кога сме правеле тренинзи, мада тоа е нормално кога ќе размислите дека подобро тоа што ви биде тешко за после да ви биде полесно на надпреварот, ако гледате така на работите, ќе ви биде многу побо. Важна е самодовербата во овој спорт. Да, премногу е важна, бидејќи го немате самодоверба и во еден момент ако си речете јас не можам, веќе јас тоа го гледам како дека веќе првата борба сте изгубиле. Не можам, зашто да не можете ако веќе го тренирате тоа толку време толку се подготвувате. Така да нема никој пат кај мене не размислам на таа тема, кој што ви кажав, ако си помислам дека не можам или дека тешко ми е, дека веќе мислам дека сум изгубил. Што се случува во оние моменти на борба кога сте на самиот партер? Фокусирани сте само на победава и на ништо друго, на неоткажување? Па секоја борба и секоја рунда си е сама по себе посебна, потоа на такви големи надпревари фокусирани треба бидете максимално, бидејќи еден удар може да биде одлучен за борбата. Тоа го разговаравме сега пред малку, затоа го начнувам прашање. Ми велите дека на олимписки игри, не знам, најдобриот ќе го има единствениот избор да се бори со оној кој што влегол со вајлд карта и дека тоа за него ќе биде практичен спаринг, тренинг. Но таеквондо само по себе како боречка вештина, едно од двете кои доаѓаат од Азија заедно со џудово, може да биде буквално момент на невнимание во кој што ќе се добие удар и се враќате назад. Така е, да. И да не е ударот, да кажеме со нокаут, може тие 3 поена, 4 поени да бидат пресудни, бидејќи таму се најдобрите, се фокусирани, одлучуваат грешките на противникот. Не одлучуваат
добри работи, туку противникот ќе направи грешка, вие тој момент треба го доловите и тоа да успеете да земете поен. Сега исто тоа важи за исто тоа важи за вас. На еден момент ако не сте фокусирани, ако ви избега паметот на друга страна, тоа може да биде одлучувачки и така да од борба за борба, од рунда во рунда треба да бидете све пофокусирани и цело време треба да мислите и да водите. Со повеќе поени разлика треба да си мислите дека е 0-0 или дури дека губите и да останете тука смирени до крај. Да. Како течат подготовките за летните олимписки игри? Колку всушност е тежок овој цел пат, бидејќи само 16 најдобри во светот? Во колку категории се? Во 4. Во 4 категории ќе се најдат во Токио. Па одлично течат подготовките. Ние бевме, јас сум во добра форма многу, но мора да подигнеме уште малце или последниве 2 месеци од кога заврши надпреварот за олимписките игри во Токио. Бевме на припреми во Охрид, таму во Крушево, извинете, бевме таму, направивме базични подготовки. Сега на крајот на месецот заминуваме во Охрид, таму повеќе ќе се занимаваме со теквондо и специфични некои борби и вежби со спаринг партнерите што ќе ми помагаат. Така да сега е одлично, нема некои поголеми повреди, све тече како што треба и фалам на Господ со здравје. Со Господ напред ќе биде како што треба напред. Да. Која е сликата која што сега се представуваш за она што ти следи на 23 јули кога ќе заминеш за Токио? Што очекуваш да видиш таму? Не само во однос на борбата, дека се надеваш и очекуваш дека ќе освоиш злато. Па очекувам да таму сега тоа ќе биде сега нешто невидено и како што слушав и од другите се очекува дека во олимписки игри во Јапонија јапонците ќе ги направат нешто нереално што ќе биде, ама јас го очекувам тоа и не сакам да бидам таму изненаден и моментот да ме занесе на некоја друга страна. Што и да биде, јас сум се фокусиран на борбата, какви работи да има надвор од организацијата, сите тие работи. Јас ќе пробам да си останам смирен и да бидам фокусиран до крај, да знам зашто сум отишол таму, да не се дефокусирам со некои глупи работи и да не ја трошам енергијата на непотребни работи. Има некои од тие 16 кои што се во твојата категорија со кој претходно си се борил, со кој повторно ќе се сретнеш? Има повеќе, тројца или четворица. Сите од нив претпоставам дека ги имаш. Некои ги има победени, некои ми имаат победено, ама и кога сум ги победил, кога сум губил, тоа не било со некоја голема разлика. Цело време тука дури изначално било во поголемиот дел од борбата, така да ги знам повеќето, познати ми се и се подготвуваме за нив. Так. Се поклони или клекна пред македонското знаме кога го освои турнирот во Софија. Веднаш потоа стигна и одлуката дека ќе бидеш овогодишен знаменосец на Олимпијадите во Токио. Како ја пречека оваа информација? Па да, како што кажавте, после борбата одма го земав знамето, свртав еден круг околу борилиштето, да знаат сите од каде доаѓам јас и го ставив знамето на сред борилиште, се поклонив, бидејќи јас тоа не го правам за мене, тоа го правам за нашата држава, за Македонија. Информацијата дека ќе бидам знаменосец ми ја кажа многу брзо после борбата и во таа еуфорија немав некои посебни емоции за тоа, за дека ќе бидам знаменосец. Паметот ми беше на не знам јас кај на која страна, но после долго време кога после месец кога легна на ситуацијата, кога сватив колку е тоа голема работа и кога тоа ќе остане во мојата кариера за цел живот и кога ќе останам, слободно ќе ми биде мерак и ќе можам да кажам дека јас сум бил знаменосец, јас сум отворил бидејќи тоа го правам за нашата држава, како што кажав, ќе ми биде голема чест да го направам тоа и баш ми е мило што ме одбрава мене. Така, зборувавме за подготовките и за она што те чека. Дали Дејан во моментов наоѓа време за себе? Има ли? Па тоа е времето за себе. Мене тоа ми е најбитно. Времето за себе посветено на теквондо. Да, тоа ми е. Мене животот ми е теквондо. Јас сум посветен на тоа. Сите што ги викаат тие некои знаат спорти се кажат откажување и такви работи, но ние така сме дисциплинирани во клубот што тоа е наш начин на живот. Тоа како некој што му е окей да излезе навечер и да се прошета некаде, мене ми е да отидам на тренинг и таму си го трошам моето слободно време и окей сум со тоа. Сега дали има слободно време? Има. Секогаш има слободно време. И што најмногу го троши Дејан слободното време, што сака да прави надвор од таеквондото? Јас кога сум надвор од таеквондото пробувам да се опуштам со некои други работи, да си отидам некаде на планина, да се прошетам со моето куче, возам точак често. Тоа навеќе го правам, тоа ме смирува. Не правам ништо не правам многу други работи што ќе ми ја потрошат енергијата, бидејќи кога имам слободно време,
треба да заштедам слободно време кога ни дава тренерот тоа за да се одмориме, да се спремиме за наредните тренинги што не доаѓаат и за тоа не сакам да се трошиме енергија. Време за пријателите има ли, Дејан? Останаа ли вистинските пријатели покрај тебе? Да, па Некаде прочитав дека буквално во клубот бутал сте како едно семејство. Надвор од теретаната, надвор од партнерот, пријателите. ние што сме во клубот сме така како останатите тие, може да кажам најдобрите, не во смисла само по успеси, туку најдобрите луѓе пред се и тренерите така не гледаат да не одгледаат нас како да ставаме вистински пријатели и ние секојдневно сме заедно и после тренинзите, после припремите и кога имаме слободно време ние го поминуваме пак заедно. Секако имаме и други пријатели што не се надвор Надвор цела ова. Да, надвор од клубот, надвор што не се занимаваат со спорт, секако мада најчесто и тие се дружат со нас, сите сме споени буквално како една Меѓу оние кои што не се занимаваат со таеквондо, те доживуваат ли како лидер или ти се поставуваш ли како лидер пред нив? Као еве сега јас ќе излезам, не знам, град, јас сум со Дејан, со човекот кој што ќе не представува на летните олимписки игри, он е таеквондист, па дури и до таму да имам силен грб зад мене заради тоа што Дејан е заедно со мене. Тоа гледа така, но јас сум со нив сум многу смирен и секако со сите останати и така си имаме поставено што они го доживуваат тоа исто како мене и не јас како што сум тако што не сакам да се истакнувам во јавноста дека сум лидер и дека зборам како да дечеме јас сум сега олимпиец и да се издигнам нека ниво, тоа не ме така и тие да би го правеле тоа, јас би им кажам малце да намалат со тоа, бидејќи не може да заклучиме дека скромноста е една од особините исто така на лидерите, претпоставувам. Па најверојатно да. Види, постигна успех и за историја. Ќе бидеш запамтен за секогаш како нели првиот таеквондист кој што влегол кај нас, представник на олимписките игри. Многу можеби луѓе, иако чудно ќе изгледа, би се фалеле со тоа. Така е, да. Не би се фалено јас со тоа, сега дека тоа е преголем успех за мене, јас тоа го правам за мене, за моето семејство, за мојот клуб и за мојата држава. Не сакам да се истакнувам бидејќи тоа ќе се дојде само по себе, колку и да не сакам, тоа ќе дознаат сите со успех што направи се надам дека со уште полем успех кој донесе медал од олимписки игри, тоа ќе дознаат сите за тоа. Меѓутоа, така да се фалам, не ми е некако. Значи лидер останувате само на таеквондото, не и по дома. Да, секако. Јас со сите сум исто, никого не подценувам или никого не воздигнувам пред мене. Сите ми се мене исти, со тие што ми се пријатели, со тие што ми се познаници, тоа си така. Сметаш ли дека доволно внимание низ годиниве наназад добиваше лично ти и твоите успеси, или ова сега што се случува со летните олимписки игри и твоето учество таму е кулминација на да дознаеме и јавноста кој е Дејан? Па од последните 4-5 години кога што почнав да постигнувам големи успеси, секако дека тоа малце добивме доста поголемо внимание од медиумите и дознаваат сите останати, но јас мислам дека секогаш може да биде на подобро, тоа исто така и од државата, тие што ни помагаат, бидејќи јас мислам дека треба многу повеќе, не се жалим и до сега е окей, но знаете како ние имаме доста квалитети во јуниорите и останати сениори и со само да тоа што ќе треба да не бидеме еднакви сите и да ни биде дадено исто толку кој што им е дадено и на останатите спортови, со само да тоа што ќе дознаат помалите категории дека тоа било така, да имаат само по себе голема мотивација и сега немам јас мал успех затоа што да биде тоа дадено така. Но секогаш може повеќе, за како што кажав да има поголем мотив и за останатите да може да вежбат и да веруваат во тоа, бидејќи ако нема, сега ние не се бориме за тоа, се бориме за нашата држава, но зошто да не бидеме и така обезбедени. Сметате дека треба надлежните, еве, ќе спомнам, Македонскиот олимписки комитет повеќе да вложат во таеквондото после овој подвиг кој што го направивме? Па јас мислам дека сите, и Македонскиот олимписки комитет и Агенцијата за млади спорт и останатите институции од државата што не се занимаваат со спорт, зашто и тие да не би помогнале во таеквондото, бидејќи ете, видоа и они дека
имаме голем Потенцијал, успех, нели? голем потенцијал, да, нашиот клуб и останатите клубови дека треба повеќе да вложуваат сите, бидејќи сум сигурен, како што најавив и на почетокот, дека уште во Париз 2024 дека во таквуно ќе идат повеќе репрезентативци. Бидејќи тоа не го правиме за нашата држава, не го правиме сами за себе, таму ја претставуваме Македонија. До сега добивте доволно внимание и помош од државата? Како што кажав, нас не е во принцип во крвта да се жалиме, тама сме дисциплинирани, ние како што кажам, нели сме и скромни. Секако добивме, но секогаш може повеќе. Јас сум за тоа дека секогаш може повеќе. Што е оно што не му недостасува на таеквондото во моментот во државата? Ми спомена дека постојат 11 клубови, од кои 10 се во Скопје и еден е во Охрид. Да, така околу 10 се од Скопје, еден е во Охрид. Не ни недостасува ништо посебно. Имаме ние опрема, имаме сали за вежбање, но тоа со некој од федерацијата да прашате, тоа ќе може да ви објаснат повеќе, што како што кажав, до сега било добро, но се надевам дека понатака ќе вложуваат уште повеќе, бидејќи има потенцијал и тоа треба да се награди на некој начин. Така. И еве, само за крај ќе те прашам. Твоите очекувања од летните олимписки игри во Токио? Ќе успее ли Дејан Георгиевски во онаа конкуренција која што си, во онаа форма која што си, да ни донесе медал? Јас на сигурно надпревар кога водам, било тоа дали европско, светско, олимписки игри или вадарско првенство или некој обичен надпревар, секогаш што дам место на првото место. Така и овој пат често најавам олимписки медал дека ќе донесам од Токио. Сигурен сум во себе, имам голема самодоверба, како што кажам на почетокот, со повеќе да силам борено. Знам дека можам да победам било кој борец на светот, само со Господ напред да сме здрави и живи. Секако тоа е спорт, никогаш не може да знаете и да не се случи тоа, секако јас сум млад, имам уште пред мене уште многу олимписки игри, но верувам во себе и ќе успеам да донесам олимписки медал за Македонија. Одлично, ти благодарам што беше денеска со нас во моje лично име и во име на целата редакција на Радио Лидер. Од другата страна на ова стакло се колегата Горан и колегата Јане. Ти посакуваме многу успех, мирни тренинзи до самиот почеток на летните олимписки игри. Нека те служи здравје, како што велиш и ти, со Господ напред. Те очекуваме назад овдека со огромни успеси и честитки за оние кои што и досега ги постави, презентирајќи ја нашава држава како едно од најголемите сили во таеквондо, спорт кој што потекнува пред се од Јужна Кореја и би очекувале дека таму повеќе го практикуваат, но еве чист доказ дека кога се има самоувереност, кога се има она самодоверба, кога се посветува на спортот, се постигнуваат и доаѓаат очекувано резултатите. Така е, да, било од која држава сте, мала ние во нашата држава имаме преголеми квалитети, имаме добри преδιспозиции, таква генетика имаме и треба само да веруваме и да вежбаме нешто што кажуваме и ќе биде секој што треба. Ви благодарам јас уште еднаш за овој убав разговор и се надевам ќе се видиме пак повторно. Секако ти благодарам уште еднаш, тоа беше Дејан Георгиевски, нашиот избор за лидер на неделата, македонски таеквондист со освојувач на А нормата на летните олимписки игри во Токио. Во реализацијата на ова издание на лидер на неделата учествувавме јас, Иван Лазаров, Горан Лазаревски беше задолжен за тонската реализација, а за видеореализацијата Јане Јанков. Ви посакувам да имате пријатно попладне, каде и да сте, што и да правите. Денеска е петок, 11 јуни 2021 година, крајот на работната недела. Па еве, ја ќе ви препорачам да останете со звуците кои ви ги нуди Радио Лидер и на фреквенцијата 107,4, а нели, со нов лидер на неделата и со нови информации се гледаме во следното издание следниот петок. Довидување!